Пред точно 83 години овде времето запре. Овде исчезна една заедница. 7144 евреи исчезна во логорот Треблинка. Исчезна Калдерон, Леви, Нахмијас, Камхи, Русо, Садикарио, Мизрахи, Фараджи, Алба, Шами. Исчезна и лјадници наши блиски, наши роднини. Патот кон Треблинка започна овде, во монополот. Во сточните вагони на БДЖ, натоварени како товар, не како луѓе, без достоинство, без милост, без трошка човечност. Ладнокрвноста со која се организирани овие транспорти останува еден од најстрашните докази за тоа колку брзо државниот апарат на нацистичка Германија преку своите сателити, бугарските окупатори, може да се претвори во совршена машина на смрт. As a German citizen, Како германка, многу сум трогната од поканата на еврејската заедница да ви се обратам денеска и заедно со вас да се сеќавам на Холокаустот на македонските евреи. Иако ова заедничко сеќавање веќе прерасна во традиција, тоа сепак останува трогателен момент, бидејќи обемот на свирепост и бруталност што го претрпе еврејските семејства од Битола, Скопје и Штип во провизорниот логор за депортација во поранешен Монопол и денес, 83 години подоцна, е се уште непоимлив. За повеќето од нив тоа беше последната станица на патот кон нивното убивање во логорот на истребување Треблинка. Злосторството на Холокаустот не почна во германските фабрики на смртта. Индустриското уништување беше кулминација на невидениот удар врз цивилизацијата. На почетокот беше пред се бескрајната омраза, омразата на Хитлер кон еврејскиот живот. За омразата да се преточи во уништување беа потребни алатки. Антисемитизмот, изолацијата, пропагандата, институционалниот расизам и општествената рамнодушност го трасираа патот кон уништувањето. Денес стоиме во тишина и со длабока почит пред една од најболните страници во нашата историја. Денес се сеќаваме на депортирањето на македонските евреи. Трагедија што за секогаш го одбележа нашето колективно паметење. Во март 1943 година, повеќе од 7000 наши суграѓани евреи од Скопје, Битола и Штип беа насилно собрани, буквално киднапирани од своите домови, од своите семејства, од својот живот. Тие беа депортирани во логорот на смртта Треблинка, каде што нивните животи беа сурово прекинати. За таа бројка стојат имиња, семејства, соништа, таленти, судбини. Стојат луѓе кои биле дел од ткивото на нашите градови, од трговијата, од културата, од духот на земјата. Со нивното исчезнување изгубивме голем дел од нашата душа.